Современото предучилишно воспитание и образование се соочува со нови предизвици секојдневно. Ако најголемото богатство на една земја е низиното население, тогаш најзначајните ресурси на земјата се знаењата. Затоа, национални приоритети на секоја земја која ја планира својата иднина се образованието и науката. За ова тврдење, не секогаш се потребни големи финансиски средства, затоа што не се само финансиските средства во прашање, туку и статусот на знаењето и образованието, односно во колкава мера тие се изразени во општеството, но и желбата и трудот за изградба на современи градинки по мерка на децата. Во нашата установа се вложува максимална љубов, труд и посветеност, за да се достигнат посакуваните цели, да им се обезбеди сигурна перспектива за здрав и правилен развој на нашите најмили. Вложувајќи во подобрувањето на условите и квалитетот на воспитно-образовниот процес во нашата установа, од инфраструктурен аспект, како покрупна инвестиција, ги издвојуваме зголемувањето на нашите капацитети, растејќи во 9 објекти, а во изминатиот период и отварање на целосно нова детска градинка, објектот Пролет 1 во село Кравари, целосно опремена од страна на Министерството за труд и социјална политика, која е со капацитет на згрижување од 40 деца. Со финансиски средства од општина Битола, значајно е и отварањето на 3 нови воспитни групи во рамките на постоечките објекти во детската градинка Вангел Мајрот, детска градинка Колибри и градинката Росица, со што капацитетот на згрижување се зголеми за 75 деца, а истите се целосно опремени со современ мебел, опрема и дидактички материјали, согласно правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста во установите за деца. Во сите објекти, старата дотраена дограма е заменета со нова ПВЦ дограма, со што се обезбеди заштеда на енергија, а заменета со нова е и дотраената внатрешна столарија во детската градинка Пролет и детската градинка Снегулка, како во детската градинка Колибри. Кровот во детската градинка Пролет целосно се реконструира, а со тоа се реши и гочливиот проблем на прокиснување за време на зимскиот период. Исто така се реконструира и оградата во дворот на градинката Пролет, со што објектот доби сосема нов лик. За прв пат, после отварањето на овој објект од далечната 1974 година, дотраениот мебел во дел од занималните и канцелариите се обнови со нов современ мебел, а детската градинка Снегулка за прв пат после 30 и повеќе години својот внатрешен ентериер го обнови со целосно нов мебел. Кујната, во која се подготвува храна за децата, е обновена со нова професионална опрема, кипер, казан, фрижидери, машини за миење на садови, блендери и миксери, ситен инвентар и дистрибутивни колички. Условите во пералната се подобрени со нови професионални машини за перење и сушење налишта, а за одржување на хигиена се набавени нови професионални правосмукалки. За потребите на установата, нашиот возен парк се збогати и со нови возила. Сите 9 објекти опремени се со нови теписи, патеки и постелнина, прочистувачи за воздух и клима уреди, а вработените согласно мерките за заштита и безбедност при работа добија нови униформи, обувки и опрема. Следејќи ги новите современи текови во работењето, децата во својата игра користат нов современ игровен и дидактички материјал, а сите воспитувачи за исполнување на законската обврска за електронско водење за педагошка евиденција и документација добија нови лаптоп компјутери. Прифаќајќи ги предизвиците на новото време, глобализацијата и современите текови во предучилишното воспитание и образование, нашите вработени посетуваат континуирани обуки за стручно усовршување за професионален развој. И тука не застануваме. Продолжуваме со истото темпо
да се грижиме за нашите најмили со многу волја, желба, ентузијазам, посветеност и љубов, се со цел здрави и квалитетни генерации.